Добар ви ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка. Моето име е Оливера и денес со екипата одиме кај две семејства кои живеат во тешки животни услови и имаат тешка животна судбина. Сите вие кои што сакате да се пријавите во иднина, можете да се пријавите на телефонскиот број 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка, на Facebook, Instagram и Twitter. Се вели дека треба да уживаме во пеењето, зборувањето, во храброста, во вербата и да се знае дека зборувањето и секогаш трпението знае на крајот да победи. Исто така треба да се ужива и во хуманоста, бидејќи само таа покажува колку е голем некој човек. Денес треба да покажеме нашата големина на дело и да им помогнеме на семејствата кои ќе го стават своето срце на дланка. И денес со екипата имавме тешка задача да посетиме едно семејство кој живее во тешки животни услови. И денес едно семејство ќе побара помош од народот, бидејќи не може повеќе да издржи на овој начин да живее. Семејството не учи на љубов. Така осознаваме дека постојат луѓе кои секогаш ќе бидат покрај нас и во добро и во лошо. На љубов и поддршка Мирослав и Маре Пекич ги растеле и воспитувале своите 5 деца. Двоевме од нашите усти за да ги нахраниме и направиме луѓе. Но еден потежок животен момент направи да останеме сами на милост и немилост. Не солзи ќе каже Мирослав кој, како сирак уште пред 45 години, од Србија среќата си ја бара во нашата земја. Имал тежок живот и како млад. Со сопругата живееле под кирија. Ја давал речиси целата заработка, се додека еден ден на подарок не ја добил куќата во Волково во која и денес живее како подарок од неговата сестра. За жал, денес посебно последнава година, Мирослав живее во темнина и без ниту еден денар приход. Болен оди до Лепенец за да собере дрва за да не измрзнат со Маре. Собира железо и стари работи за да купи леп кој мора да го намокри со водичка за да не се задави. Пари за налекар нема па, немокте болката ја потиснува со мечтите кои ги сонува штом падне мракот. А може би од сите болки најмногу го боли од убивањето на неговите деца од него, кој како што ќе каже тој, една година не го прашале како е и како преживува. Секој сака убав живот и секој се надева на добар исход на крајот. Сепак веќе една година без струја живее едно семејство. Маре и Мирослав Пекич од Волково денес сака да ни ја раскажат својата животна историја. Добар ден. Добар ден. Не повикавте, јас сум Оливера од Срце на дланка. Мирослав Пекич. Како сте, Мирослав? Како да ви кажем? За никаде. Зошто? Што ви се случува? Па Што? мака имам. Мака голема. Стрiju немам годину дана. Не може чега да живеем. Само sa бабу сам. Деца ми оставили. Отидова. Сите отидова на своја страна. Ја sa бабу само дома. Она болесна, ја болесна. Од каде сте? Од каде ви е Јас потеклото? сам од Србија. Од Србија Од сте? Витина тамо. Јас сам, да. А тука сам од 77 годину до Скопје. Тука се оженивте, создадовте семејство. С Маре. Со Па Маре. да. Дома Имате убав живот, имаше живот добар. Југославија беше, имаше, а сега нема. И така останавме улазат години. Тоа. Каде живеете вие? Тука гледам неколку куќи. Тука. Ова е вашата Да, ово е на детето. Што ме остави, што отидов. Зошто ве оставија? Па зашто? Не знам зашто. Смо се посваđали, отиде и готово. Дај пари за сјур, немам, дај пари за сјур, немам. Отидова ночем, кај отидова, што, кај Бог един не знае. Не знам, ни да прашам, ни да не прашам. Никаде немам издршку, документацiju nemam, državljanstvo ne mi dava, a nemam par da im da vadim u Srbija dokumentaciju, pa tu kad treba, najmanje 300 evra mi treba da završim работу sve, pa dođem do malog penziju neku. Da imam. Навистина, сериозен ви е проблемот? Struja mi je problem, da imam bidon, Имате видел. bidon da imam. A za jadinik će prekrpimo, će se snađim na ovo, će rabotam. Како се снаоѓате? Pa rabotam.
Работам припадно. Кој ме вика за 200 dinara, 30 dinara, ќе работам дреска левичи, не си му куќа. Некој гром причинувал да се направи манча. И да се прави манча, ќе изкриште цело. Ќе го фрлеме. Џабе пари отидува. А не работи фрижидерот без струја? Не работи. Ништо. Овде ли живеете? Тука живеем. Ајде да видиме. Поведите. Навистина е темно. На свечу седимо. На лампа. На тия бичери мале. Оли 2 дана ќе горе, ти више не светат. Свечи ќе купимо, за да имамо видело само. А каде ги полните батериите? По комшије. Ќе дам на комшија, викам, напуни го ако сакаш. Ново. Бар да купите ден-два. Да. Тоа е работа. Тоа е по комшиите, ама никој не дава струја. Вика, скупа струја, вика. Тука ви поминува. Добар ви ден. Јас сум Оливера. Седите во темно? Не, па немаме свен струја. Стената ни е темница. Со свети. Навистина, Многу сустава ни тешко. тешко живеете. Мене ми е битно струја да имам видело. Да имам струја. Да гледам телевизор. Вакате, немате волја за ништо? Немам ништо волю за живот. Немам од каде, немам могуćност, значи више. Болан сам, од кичмо болује. Иши јас. Идем дрва ке се соберем, ново, колку могу да гурам. И тоа е, да имамо да се грејмо. Како наоѓате сила да отидете до таму? Па полек. Оно 3 километра далеко од тука. Ќе одем од Сабали, таму ќе бидем до 9:30 да соберем дрва. Додека е порано? Да, док се види. Дека се гледа. И се враќам после. Тоа е. Кога легнувате? Само да има да се видело. И да, колку да вечераме, да јадеме што има, и ќе се леѓемо, у тамнину. У тамнину стани, у тамнину се дигај. Нема. Без светло не могу ништо да прави. Ако има комуна луѓе да ги помогнат, да пуштим струја, фала ги, ако има добри луѓе. Мирослав е роден во Витина, Косово. Останува сирак на 7 години и живее во домот на чичко му, каде што, како што вели тој, морал да биде и роб само за да извади за леп. Наличната 1975 година доаѓа во Скопје, каде не познавал никој. Сосема случајно среќата му се насмевнува и ја запознал Маре, која не само што ќе го прифати, туку и ќе стане негова сопатничка за цел живот. Од каде ви е потеклото на вас, Мирослав? Од Косово. Витина. Тамо сам роден, тамо сам споросан. Право чичко ми чуваше, на татко ми брат. Пошто татко ми почина. Ја него не знам, ни мајку, ни татка. Ја бев 7 години, мал. Зашто ве оставија толку млади почина? Младе починала. Татко ми имаше, како ми пичаше чичко, 30 години. Мајка ми имаше 28 години, кога почина. Од што починале родители? А татко ми од рак, а мајка ми од бубрези. Прво мајка ми почина, после татко ми почина на една недела по нејзи. И ми ситни деца сме били. И чичко не чуваше, не исполнувал. Даваше едно парче леб, ја бев и слуга за него таму у село, да му донесем само пари и за јадење да имамо. Брат ми почина, сестри ми почина, 4 сестри, ја само останам. Сам. Бев у војска, 74 година, 75 се вратив, 77 година сам дошол во Скопје, со тој брцучет. И нема кај да спием. Први пut дојдуш у Скопје, непознато место, град, не знам, улица, нема кај да. И тој ми рече, кај ќе му вика Удачево, вика, и ја ми вика сестра, вика, таму ќе спием. Сме отишли у Удачево, кај та брцучетка ми, и она, Маре, дошла, и тука сме се упознали. Викам, вака, ја немам фамилија, немам никој, јас сум сам, на Господа.
dođe u tatko i majka, ti imao kerku go sakaš džabe, vikam. Samo da imam gdje da živim. Ovdje, vika, za Kosovo, vika, valji dokumenti, vika, siti dokumentaciju donesi mi, vika, u Skoplje, vika, ki ti prijavim kaj mene kod domaze. Ja se vratim, donesem siti dokumenti, od vonjo, od policija, sve im udal, i sa Sneđe, i sa djedovi, smo tišli u Beko. Me prijavili na stan kod njima, kod domaze. I tamo ostanem, ne znam koliko godina sam živio. Poslije djedo vama se prebaci u Tupanu i vama smo živjeli u Tupanu. Ja sam rodena u Skopje. Poteklo to isto mi od Skopje, tatko mi i majka mi. Imam jedan bratuš i jedna sestra. Drugo nemam od familijata moja. Site vi počina? Da, i majka mi, i tatko mi, i brat mlad umre i sve. Sam rabotil u komunalija. Kaj imaš je rabotao, tamo sam išao, ne sam bilo da rabotao. Bilo kakva, samo da mi do pare. I vikam, dedo, vikam, ja čovjek, vikam, sve se žena, vikam, da čuvam tvoju majku, babu, na dedom, u Topanu. I tamo smo se prebacili u staru kuću. To je opštinska kuća, iskršana novo, samo da živim. Smo živjeli se Sneđe, pomagali im oni, sve, najstaro dete što je on se rodi, smo ga porasli sve i na kraju sam došao u neku boku, sad sam mi dala kuću da živim, da ne sam pod kirije tuđe. On raboteš, ima me nekako, može me nekako da sklopuje me i školuje me, decata i da za egzistencija, za lep da ima i uz lep na recita da im dajem. Živejet me kaj tatko mi, kaj majka mi. Posle toga pod kirija ide me. I posle zalvata se sožali ni tada ovak kuće da živijem, poradi decata nije dade, prvo to dete mi se rodi i nije dade ovak kuće da živijem. Ama nema me prihod, mi je do toga ima me i struje i sve plaćam, me ima prihod plaćam. Сега nemam prihod, decata me остаева. Велите, пред неколку години беше постабилен животот. Како тогаш успевавте да се снајдете? Па он работеше исто на надница, ќе работи, ќе ги, некако ќе ги онадиш тия пари, ги штипкаш, како што кад помалку купуеш за едно да имаш, за неколку дена да имаш да преживееш. Како дојде овој долг од 2500 евра за струја, толку голем? Па како оно ми камата ми удрива. Мирослав немал мирен живот ниту како млата ни подоцна. Двоел од устата за да ги израсне децата заедно со својата сопруга Маре, која ќе го следи во животот во секој чекор. Но проблемите, вели Мирослав, доаѓаат со староста, кога човек се разболува и не е способен да работи, но и тогаш кога децата повеќе нема да прашаат како си, додава тој. Od 90 godina sad sam mi dala kuću, evo ti brati kuće, živi. Ja sam rabotao dok sam mogao da rabotam, unazad navaka. Dok sam imao pare sam plaćao struju. Ne sam imao više pare, sin mi više ne saka da mi dava pare za struju. Ovdje već plati bevikam bez struju, bevikam bez. Već ću go stučat bevikam bez. Smo se svađali tu u dvor. Komšiji, djedobel mi je sam, tatko i sin da se svađu za jednu struju. On je mlad, idi plati, će imaš struju. Idam se mola mojevana, neće da čuje da mi je puštat strujeta. Plati mi kad 2500 evra će ti je pušti, mi će ti ostavi me satoček. To ti vikat. Koji će mi da djeca da mi napuštao mene. A sa njima sam bio žrtva. Ja ne sam jel, njima sam ih dava da jedu, da im. Ja ako sam si djel gladan. 2 kerke imam i on ne može mi pomoći. Ništa ne. I on nema familije tamo. Ni bara. Kako je, sam se znađujem. Da donesem u kuću sam. Za njemu i za mene. Da imam. Ne znam kako će bude. Sa nas mnogo teška rabota. Mnogo je teška rabota. Na ovaj stepen djeca da mi otkažu od mene, da bego. Tomu Gospodi. Da mi da plaćiš i da mi plaćiš. Srce mi plaćiš.
Pa i srce mi guši. Ne mogu kođem na nju da mi se plaše. Se čutim, u sebe se čutim. Ama džabe. Nema. Džabe sam se mučio za djeca. Džabe. I danok na tija pari me savili i sve, ja pare nemam. On imaš, vikam, odi plati be, imaš malo djece be, vikam be. 2 godine djece neće bez struju da sede, vikam be. Ne uplaćam struju, pa odi djece. Vikam, odi plati struju, vikam. Odi, vikam. Ne sagaše, ne sagaše. Došla Evana, uzeli mi sad, isključili banderu, od tije pare, sad na 2.500 evra, kamatu mi stavili, sve mi stavili. A mene ne barat njega, ne preko njega struja. Da ги израснеш и да не те поштуват и да не ти се јавуваат, тоа е најжално. А ние знаеме како сме ги израснале. Ја и татко. Дали сме ние, можда сме трпеленима сме им давале, ама ете, тоа е. Се заборава. Жените, децата си ги гледат, тоа е. Предходно за струјава му и мика, иди бе дете, викам, ако си работал, иди плати ја струјата. Како да не, вика, ја ќе ви плаќам струја. Ете, тоа ти е. И така си се собра долгот. Денеска утре, прекутре и навечер побегнава, не сме ни ги чуле ни ништо, кај побегнале, што побегнава. Не знаеме ништо, ми двајцата стари. Ако се јават сами, тога ако не. Тоа е, како рекол Господ, така. Што би им кажале кога би ви се јавила? Па ќе им кажам како е, што е истина, што немам струја, не ми направива да немам струја. Немам да јадам, болни сме двајцата. Ете тоа би им рекол. Што да правим? Кај додим да крадим, ќе ми затвору. Од кај ја тија пари? Ја едва се издржуjem за леб да снајдем, 200 динара, 300, да заработам да купим леб, да јема и жена, или манџу да направи жена колико. Кој бе вика, каде одите да поработите за некој ден? Туку село. Ќе дојде гадаве, вика, дојдеш да ја почистиш бавча, или да покопаш малку, ќе ми да 300 динара и ќе дојдем дома. И ќе ми да и ќе купим 2 кила леба, кумпир и нешто, да направи жена манџу, да једем. Не се трпи гладан. Ајде да е старо човек да шиеш, ќе го носиш, ајде стомак не може да шиеш. Тоа е. И тако сам останал. Јас сам болан со скичмо. 5 години бев у кревет со скичмо. На штаки сам ишал. Паре немам, ништо немам да се лечим. У топло воду ќе флаши, ќе станем на кичмо да ми пушти ишија. У прслук све. Немаш од кај диш по лекари. Немам од каде. Немам од каде. 5 години у кревет бев ја. Да ме извиниш ко керка, она ме дава од туа до беседим, да им понуча. Не сам мога да мрдам ја, целу кочат. Ноги ме били утегнати од болови, не сам мога да одим. Она ме ги дава, како мало дете. Па ќе плати, што да плати, ако има Господ ќе ми дин, ако не, гробле туја. Што да правим друго? Sam se opustio više, gotovo. Evo i sad na što sam došao. Bez tamninu, u tunelu sedim, bez svetlo. Pijam apčinja i od srce i od pritisok, kičma, noga mi se koči. A nemam pare da gizimam lekovite redovno i tako je. Do ovoj stepen sam dojdena više. Nemam od kada, nema mogućnosti. Ako ima narod da im pomogne, za struju, pa hvala Gi, na dobar narod. Za hranu će se snažno čeka ljudi, ali bez struju ne se sede. Treba da se pere čovek, prašak ne, ništa ne, jeki kodi. Prljav. Što će preći sa 200.000 dinara će ti dati čovek? Da kupiš djetinica i koliko, 130 dinara. Ne može da skoči na kraj. Idem, berem drva po Lepenac, će padnem, će umrem u Lepenac, ko će mi naći? Ne zna i kaj sam. Nema. Mnogo težak život bi došao meni. Mnogo težak život mi došao. Čodim po Lepenac, će izberim željezo, plekće, novo,
Znaš kaj za led zvanje. Od Sabaleća skočim u Ljepenac, do 3 sati sem po Ljepenac, po đubre idem. On ide po Lepenec, obira neko železo, će kupi lep i uz lep da ima medeneska da jademe. Nije dvajca. Sveća će kupi me, da ima koliko da vidiš da staviš u usta da jadeš. I drva se obira što najde to, a uglavnom toplo da ni bide. Da ne sedim u ladno. I sam zborim, po ulicu sam vidim i zborim, kako luda sam. Zašto? Pa, u nervozu. Nemam odakle, niko ne mi pomaga, niko ne mi iskače u susret. Teška mi je ova godina što sam bez struje. Nemam rabota, ne mogu da rabotam, bolestan sam, nemam ni apčine da pijem za kičmu. Mi sada ne mi pati išćas ponovo, što će pravim? Pare nemam da im po ljekari, ništa nemam. I tako, pomalo će rabotam i da dođem doma. Dinac, što kaj jadete? Bilo što, manđo nisam kucao još. Do željeznice, grabče, djevi, krompirće, pošto ja zubi nemam. Suvarana mi ne mogu da gutam i davi. Neki puta i ljebi i vodu ću jedem, samo da kvasim zalak. Ova semejstvo ne može da dobije niti socijalna pomoć, zato što Miroslav nema lična karta. Za da ga izvadi dokumentите treba da ode vo Srbija, niti za to nema sredstva i način, veli toj. Zato ako stavi svoje srce na dlanke i priznava deka najbitna mu je strujata, zašto posle 365 dena vo mrak, konačno saka da vidi svetlina. Nemam ništa, nikakve dokumenti nemam, nikakve dokumenti. Ja se računam ko stranac u Makedoniju. Stansku ličnu kartu imam. No повеќе од 50 години сте тука. Po 77. A mešan brak mi je. Ona Makedonka, ja Srbin. I to ko ostalo više, gotovo. Nemam kaj da se snađem. Nemam kaj da se snađem više. Za nego, za državljanstvo idem i vika plati, vika i neka vadi dokumenti. Pa kako vikam da vadi on dokumenti koga nema me pari, vikam. Nemam od kade. Ne interesira, vika, mi je propisat nije to, vika. Eto to ti objasnila. Колку пари на тие документи за да ги извади за државјанство? Pa će koštat do 300 evra će koštat, koje da ideš da ide u Bojanovac, u Branje, kažem, da ide da izvadi deka ne osuduvan, deka ova 300 evra i ovdje kada plati me i toliko. Така би добиле социјална помош? Da. Така bi vika, to on vika neka lična karta, vika i toga vika može da mi daje me vika. Ne mogu po svakom strujata da je puštam i da mi se odobri socijalna pomoć, da primam koliko toliko imam za život. U godini nema koji će me prime više mene na rabota, 65 godini. Niko ne te prima na rabota. Znate, to ti je. Zato što mi je težak život od sada. Bez struje ne se sedi najviše, ne se sedi u temnicu. A je preko den pa nekako gledaš, ama navečer se stemlju i nemaš učora. A i godini ti se činat svoje ne gledaš kako što treba. Eto to je. Jer što mi je težak život, od zato sam toliko. Od sve mi je više dosadeno. Idi u crkva, u stanova si te ti vikat nema ovo, nema to, a ti vika ne može vika. Eto to, a ti vika, što te barkat ne može vika. Što da pravo. Nemam kad više, kaj da se obratam. Najposle kaj vas se obratim, komšija mi pomogna da se obratim kaj vas, pa se ako ima dobrovoljni luđe da ni pomoga, hvala im, ako ne, zdravi. Pa makar minimalnu penziju mi dao 10.000, kažem hvala što sam rabota. Minimalno, pa za njuma i za mene 10.800. Če krpimo život. Pa će porobutam pomako, će donesim. Ali nemam par da sam na život, ne da otinim do Srbiju.
I nema kaj da spim tamo. Dok vadiš dokumentaciju tamo. Nema kaj da spim, treba da spim na autobusku. Meni je bitno struju da imam, videlo da imam. A drugo sve ostalo. Koliko moguće rabotam. Če vrtimo neko, če zakrpimo što ljudi rabota. Za kilo lepše rabotam, če donesim. Ali struju ne mogu. Pa se ako ima narod žal da ni pomogne, dobro, ako ne, što da pravim, ne možem više drugše da iskočem na kraj. Не ви требаат луѓе за се, ви требаат само луѓе кои имаат време за вас. Луѓе кои во било кое време од денот можете да ги побарате и да им кажете што ве мачи. Луѓе кои не зборуваат само празни зборови, туку можете да видите што сакаат да ви кажат преку нивните дела. Ви требаат луѓе со срце, луѓе кои се такви какви што се и такви впрочем ве прифаќаат и вас. Семејството не учи на љубов. Така осознаваме дека постојат луѓе кои секогаш ќе бидат покрај нас и во добро и во лошо. На љубов и поддршка Мирослав и Маре Пекич ги растале и воспитувале своите 5 деца. Двоевме од нашите усти за да ги нахраниме и направиме луѓе. Но еден потежок животен момент направи да останеме сами на милост и немилост. Не слози ќе каже Мирослав кој, како сирак уште пред 45 години, од Србија среќата си ја бара во нашата земја. Имал тежок живот и како млад. Со сопругата живееле под кирија. Ја давал речиси целата заработка, се додека еден ден на подарок не ја добил куќата во Волково во која и денес живее како подарок од неговата сестра. За жал, денес посебно последнава година, Мирослав живее во темнина и без ниту еден денар приход. Болен оди до Лепенец за да собере дрва за да не измрзнат со Маре. Собира железо и стари работи за да купи леп кој мора да го намокри со водичка за да не се задави. Пари за налекар нема, па не мокте болката ја потиснува со мечтите кои ги сонува штом падне мракот. А може би од сите болки најмногу го боли од убивањето на неговите деца од него, кој како што ќе кажа тој, една година не го прашале како е и како преживува. Навистина е тешко кога немате услови, а сакате да живеете. Навистина е тешко кога немате причина на што да се радувате. Затоа денес едно семејство го стави срцето на дланка и очекува помош од добриот народ. Да видиме каде бевме денес со екипата. Горан Ристовски потекнува од тетово и е единец на мајка и татко. Може би затоа, кога еден ден ќе основа свое семејство со благородна ќе посака повеќе своји деца. И ќе добие 5, но повеќето од нив ќе бидат со посебни потреби. 3 од нив ќе ги изгуби. Пред 7 години и покрај тоа што давал се од себе, сепак од нелошата болест ја губи и сопругата. И може би и дотогаш му било тешко. И едва и го минувале месецот како што вели тој, но после незината смрт веќе нема да има волја за ништо. Со минималниот месечен приход кој го добива работејки како клисар и оние од нега поради болеста на ќерката Славица, Горан едва и го врзува почетокот со крајот на месецот. Сам се бори, бидејќи двете деца кои му се живи не може да му помогнат, а куќата која ја направил со татка си како да е пресликана од некој хорор филм. Не за друго, туку поради темнината и сивилото на мебелот, кој од прво до последно парче е добиен преку донација. Или може би зашто откако ги нападнале болестите и смртта на најблиските, немале средства ниту за белење на зедовите. И гладта е чест придружник на ова семејство. Спас за задушување на истата наоѓаат само ако некој добар сосед им донесе за да го поминат денот. Сепак и покрај се, овие луѓе посакуваат, а и се надеваат дека може би еден ден и тие ќе бидат горди и ќе живеат убаво како и нивните соселани. Една стара поговорка вели, кога ќе ви се случуваат несреќи, само отворете ја вратата. Очигледно, удамна ја има отворена вратата Горанчо Ристевски од Копањце Тетовско, затоа што му умираат многу драги личности, а денес живее тешко и сиромашно. Добар ден. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Јас сум Горан Ристовски. Ни кажаа дека имате тежок живот, па дојдовме со екипата да ни кажете зашто се работи, што ви се случува. Не се случува бајџи работи.
мене ми починало жената, дечето, детето и бајџи работи и сакам да го онадим добре се дошли. Ова е домот каде што живеете. Да, овде е домот кај што живееме. Сега колку останавте? Како живеете? Живееме многу тешко. Зошто? Зашто немаме од нигде таа средства. Од нигде немаме, сопругата почина, све тие работи, нема нигде. Со колку живеете месечно гора? Со 10.000 денара. 10.000. Да, од девојчето што зема и јас што земам од црква, тоа е све. Вие работите во црквата? Да, работим во црква како тисар и така, мислим таму и после ќе дојде месецот ќе ми дадат. Но не стигаат. Не стигаат парите, од други средства, ако се може да се онади, тоа друго е. Но како ги поминувате ете 10.000 денари кога ќе ги подмирите сметките? Зашто останува друго? За ништо, лекарства на девојчето, многу скапи, многу тоа, многу трошкови. Плаќам сметки, струја, телефон имам, тоа. Каде сте останале без најмилите, најблиските? Да. И уште ова ми се деси, ама нема што се прави. Зошто не работите, нели, некоја работа? Може би сакате, може би така ќе го најдете спасот. Ако се вработите некаде, да земате месечна добра плата. Да се вработим, ама не можем поради девојчево. Ми е болно и тоа. И јас сега поради девојчето не можем ништо заради него. Не дај Боже ако онади, нема кој да го онади. Немам човек дома. Од што е болно девојчето? Има епилепсија. Епилепсија што пие лекарствата. И патата болест. Паѓа. Да. Веројатно и тоа ви е дополнителен стрес. Овде ли седите? Да, овде седам. Оваа куќа ја купивте или ја правевте? Не, ја правивме ние со тоа, татко ми што ка бевмо, мислим ка беше и тој жив, го правивме, продаде нива, па за да се направи куќата, но куќата не е доправено, сакам да се доправи, ама нема финансиски средства и така. Освен што треба да се доправи куќата, сепак треба и месецот да се помине. Да, Но вие не можете да го поминете месецот. не можеме да поминеме, дека финансиските средства мало се, не стигаат. Вие работите во куќата се? Работим све, готвим, одадим, перем, пружамо, морам ја, нема кој више. Горан е роден во Тетово, а живее во Копанце. Иако бил еденец, сепак поради сиромашниот живот успеал да заврши само основно оделение. Работи и стекнува дури 25 години стаж, а ја исполнува и најголемата желба. Создава семејство и има 5 деца. Подоцна со татка си продаваат нива и ја прават куќата во која го продолжуваат животот. Не можат единствено да им испркосат на несреќите и на смртта која во неколку години ќе им земе и неколку членови од семејството. Ја потекнувам од село Копањце. И роден сум во Тетово, ама од Копањце сум. Браќа, сестри немам ништо, сам сум единец. Единак сум у мајка. Ја учев овде во Копањце и во Вратница сум учел. Од овде мо терале во Вратница, учев таму школа и го завршив само 8 летка. Друго, немам средна школа тирам. Со родителите животот беше за нигде. Зошто? Зашто немаше, само татко ми работеше пред това. А мајка ми ништо не работела, домачинка била дома, седела, не можела да ја.
болувано беше и таја. И после татко ми работеше во водна и јас со него таке полако и јас влегов на крај во Јагуновце, во фирма. Тогај 25 години имам стаж. Кога влегов мало имамо, да речемо, пара. Се откако ни стараја од фабриката, више за нигде смо били. Пред да се оженам ја, тогаш се направи куќава, а инако смо живееле во старата куќа. Смо го градиле ние, смо опрадале нивата, за да можеме да градиме овде куќава. Веројатно со татко ви? Со татко ми, да. Јас оженив со сопругата моја Ристоска Благица, се викаше, благородна. Се запознавме во Тетово, Свети работе и соженив. Тогај беше таке, не чеше да ме земе, ама од после ga прекајле и ме зеде. Дека во ваква состојба сум бил. Бидејќи бевте во тешка, загрижувачка, сиромашна состојба? Так. Со нега многу добар. Се слажем, ама што децата ми беа болни. Колку деца родевте со неа? 5. Да. Со нега 5 деца смо родиле, све, еве, болни и ова дејче, и тоа што ми умре, и детето што ми починало. Све со нега сум онаде, све што требало. И тоа девојчето многу ми работеше, тоа што е умреното. 16 години отин. Тоа ми било доопте. Сум не знам, кај сум. Прво черка ми, после ми умре супругата, па мајка ми, па татко ми, све поред, па детето, нон-стоп. Имате изгубено и бебе? Да. И бебе ми изгубено. Се грижевте ли за неа додека беше болна? Да, сум се грижил тоа многу и сум набавил што треба лекарства, те работе. Ка немаше лекарства, немало на репцета, сум ги земал тие апчината. Морало, тие 50 евра биле на тоа, одбам од таму сум се поземнил, за да ги онадим лекарствата, да им ги дадем. Само да биде како што треба. 19 година, 20 ќе правим. Ја изгуби мајка ти? Да. И сестра ми, братчето. И сестра и братче? Да. Сигурно ти е многу тешко поради тоа. Тешко ми е, нема што да правим. Сам се борим, сам се онадим. Оја не може да ми даде рука, ја морам све сам да трчам. Ја перем, чистим, онадим. Сигурно ви е многу тешко без неа. Тешко. Нема што да се прави. Фали, но нема што да се прави, мора така. Од све страни нервоз, не можеш да онадиш. Ти, децата, тоа го онади. После, све на мене се чека. Што чекаат на? Све да речем. Правим, готвим, јадење правим, перем на машината. Ова, тоа, да пружиш. Некој пати ми помага дејче за пружање, ама таа не може сваки дан. Таа и паќата болест има, девојче. Се несвестува? Да, сум несвестува. Не, болна сум. Еден пut сум топила напад у кревет, татко ми, брат ми токаш ме тикнаја, сум паднала овде на плачкеве и од мај ме тикна и ме лекнаја, тока само. Сигурно лекарствата ти помагаат да не добиеш нов напад. Помагаја некако. Горан работи како клисар во селската црква и зема минимален месечен приход. Заедно со приходот од болеста на Славица тоа не е доволно ова семејство само да се прехрани, а не да ја среди куќата. Живее само за децата и за да не ги остави Славица и Бобан сами, зашто и тие не се добри со здравието. Земам од црква само 5000 динари и ако ме повикне некој ваќе низ село, таму идем да поработувам па да земем
динар да се гледам. Без пари многу тешко и не можеш да живееш. Све нешто треба у куќата. Одвај и ние смо се прехранували. Таа со лекарствата многу тешко. За кого земате лекарства? За Славица, девојчето. Колку давате месечно за нив? Сега иде на репчето помалу пари, а инако беа 50 евра пред тоа. Но вие земате само 5000. Да, Веројатно сите пари ги дававте на лекови. точно. А животот ти е загрозен ако не ги пие. Че има паѓа за полес, вика, де ќе направи беле ако не пие. И се случувало ли да ви падне, да ви се онесвести? Да. Се случува, овде паднала надвор. И ја сум отишол да го онадим. Кога паѓа и ставам лојца, мене учија тамо, ставам лојца ваќе, за да може железо, за да може да се онади и да се да после некој време да биде кој што треба, у свес. Кој ви готви? Ja, polako. Ти, помалку? Da, ko pali maki, no ti će napravi nešto. Што знаеш да готвиш ти? Spagete, makarone, supa, krompir sam da ispržim. Имате уште еден син кој што во моментов не е тук. Каде е Бован? Отишол да работа, Што работи? па тоа со канти што рече виелите. Канти, го вика еден од овде, па иде, му дава по некој динар, ама Чисти. не толку чисти. Мора да иде. И по колку му даваат? По 1000 динара. Таке ми рече мене. Што ќе им сготвите денес? Се мислим, не знам што да кажам. Соседите нешто ако ми поддадат и да земам да сготвим. Ако не? Ако е тешка работа. Каде спиеш ти, во која соба? Ana, odne u sobama. Kepenčarite tu je vpije. Brat mi mamu vpije. Мојот скоршена. Си уште немате ниту 50 години, имавте несреќа, изгубивте Да, прсти. 4 прсти. Веројатно и тоа ви е Да, хендикеп да. во работењето. точно. На што ги 4 изгубивте прсти. прстите? На циркулар. Сум секал дрва и овде на циркулар сум ги изгубил со пила. Кога би ga средил ја куќава, подруго би имал волја некако. И све како што треба да биде. Што би било тоа се да биде како што треба? Па да речемо да се кречи, да се дотера, да се намести, да го онадим собеве, да ги наместим тоа све што треба. И подруг би бил порадосен. Svaka bila čista soba, upaliti krevetno. To. Па да се направи, сакам да речем овде на детево, да го направим со бичево, овде да измачкам, да искречим, секако што треба да биде. И да биде убаво, и нему да му биде убаво и за нас. Најболно да биде сакам како што треба, ама не можем толку да постигнем. Цел живот се борим, ама не можем да постигнем. Доаѓа и такво време кога човек ќе се измори и од луѓе и од случувања. Време кога не сака никому ништо да докажува, зашто знае дека луѓето веруваат само во она што сакаат да го слушнат. Доаѓа време кога ниту сака да се правда доколку сторил нешто лошо, ниту пак сака да се фали доколку сторил нешто добро. Доволно му се оние зрна живот што ги поседува само да му биде мирно срцето. А мир во срце значи имаш оно колку што имаш, а сепак имаш се само кога си со вистинските луѓе.
Горан Ристовски потекнува од тетово и е единец на мајка и татко. Можеби затоа, кога еден ден ќе основа свое семејство со благородна, ќе посака повеќе своји деца. И ќе добие 5, но повеќето од нив ќе бидат со посебни потреби. 3 од нив ќе ги изгуби. Пред 7 години и покрај тоа што давал се од себе, сепак од нелошата болест ја губи и сопругата. И можеби и дотогаш му било тешко. И едва и го минувале месецот како што вели тој, но после незината смрт веќе нема да има волја за ништо. Со минималниот месечен приход кој го добива работејки како клисар и оние од нега поради болеста на ќерката Славица, Горан едва и го врзува почетокот со крајот на месецот. Сам се бори, бидејќи двете деца кои му се живи не може да му помогнат, а куќата која ја направил со татка си како да е пресликана од некој хорор филм. Не за друго, туку поради темнината и сивилото на мебелот, кој од прво до последно парче е добиен преку донација. Или можеби зашто откако ги нападнале болестите и смртта на најблиските, немале средства ниту за белење на зедовите. И гладта е чест придружник на ова семејство. Спас за задушување на истата наоѓаат само ако некој добар сосед им донесе за да го поминат денот. Сепак, и покрај се, овие луѓе посакуваат, а и се надеваат дека можеби еден ден и тие ќе бидат горди и ќе живеат убаво како и нивните соселани. Се смета дека убаво е чувството кога знаеме дека имаме пријатели, но безценето е кога знаеме дека ние сме пријател на некој и помагаме. Денес сме пред нов предизвик да помогнеме на двете семејства кои предмалку го ставија срцето на дланка. Денес треба да подадеме рака, да им помогнеме во иднина и тие да бидат пријатели на некој. Да покажеме нашата големина, бидејќи сега е нашиот ред да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се. Една стара поговорка вели, кога ќе ви се случуваат несреќи, само отворете ја вратата. Очигледно, удамна ја има отворено вратата Горанчо Ристевски од Копањце Тетовско, затоа што му умираат многу драги личности, а денес живее тешко и сиромашно. Добар ден. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Јас сум Горан Ристовски. Ни кажаа дека имате тежок живот, па дојдовме со екипата да ни кажете зашто се работи, што ви се случува? Не се случува бајџи работи. Мене ми починала жената, дечето, детето и бајџи работи и сакам да го онадим добре се ви дошли. Ова е домот каде што живеете? Да, овде е домот каде што живеем. Сега колку останавте? Како живеете? Живееме многу тешко. Зошто? Зашто немаме од нигде таа средства. Од нигде немаме, сопругата почина, се тие работи, нема нигде. Со колку живеете месечно гора? Со 10.000 дена. 10.000? Да, од девојчето што зема и јас што земам од црква, тоа е све. Вие работите во црквата? Да, работим во црквата, во Тисар. И така, мислим таму и после ќе дојде месецот ќе ми дадат. Но не стигаат. Не стигаат парите. Од други средства, ако се може да се онади, тоа друго е. Но како ги поминувате, ете, 10.000 денари, кога ќе ги подмирите сметките? Зашто останува друго? За ништо. Лекарства на девојчето, многу скапи, многу тоа, многу трошкови. Плачам сметки, струја, телефон имам, тоа. Каде сте останале без најмилите, најблиските? Да. И уште ова ми се деси, ама нема што се прави. Зошто не работите, нели, некоја работа? Можеби сакате, можеби така ќе го најдете спасот. Ако се вработите некаде, да земате месечна добра плата. Ако да се вработим, ама не можем поради девојчево. Ми е болно и тоа. И јас сега поради девојчето не можем ништо заради него. Не дај Боже ако онади, нема кој да го онади. Немам човек дома. Од што е болно девојчето? Има епилепсија. Епилепсија што пие лекарствата. Патата болест. Паѓа. Да.
Вероятно и тоа ви е дополнителен стрес. Овде ли седите? Да, овде седам. Оваа куќа ја купивте или ја правевте? Не, ја правивме ние со тоа, татко ми, што кога бевмо, мислим кога беше и тој жив, го правимо, продаде нива, па за да се направи куќата, ама куќата не е доправено, сакам да се доправи, ама нема финансиски средства и така. Освен што треба да се доправи куќата, сепак треба и месецот да се помине. Да, Но вие не можете да го поминете месецот. не можеме да поминеме, дека финансиските средства мало се, не стигаат. Вие работите во куќата се? Работим све, готвим, одадим, перем, пружамо, морам ја, нема кој више. Секој сака убав живот и секој се надева на добар исход на крајот. Сепак веќе една година без струја живее едно семејство. Марија и Мирослав Пекич од Волково денес сака да ни ја раскажат својата животна историја. Добар ден. Добар ден. Не повикавте, јас сум Оливера од Срце на дланка. Мирослав Пекич. Како да сте, сам. Мирослав? Како да ви кажем? За никаде. Зошто? Што ви се случува? Па Што мака имам. Мака голема. Стрiju nemam godinu dana. Nema od čega da živim. Samo sa babom sam, deca mi ustavili u Tidova, sita Tidova na svoja strana, ja sa babom samo doma. Ona bolesna, ja bolestan. Од каде сте? Од каде ви е Ja потеклото? sam od Srbija, Од Србија od сте. Vitina tamo. Ja sam, da. A tuka sam u 77. godinu u Skoka. Тука се оженивте, создадовте семејство Sa Smarem, со pa Маре. da. Doma Имате sam убав живот, има Imаше život dobar. Jugoslavija беше, имаше, а сега нема. И така останахме улазат години. Това е. Каде живеете вие? Тука гледам неколку куќи. Тука. Ова е вашата куќа. Да, ovo je na детето, što me ostavio, što отидо. Зошто ве оставија? Pa zašto? Ne znam zašto. Smo se posvađali, otide i gotovo. Kad daj pare za sve, nemam, daj pare za sve, nemam. Otidova noćem, kaj Tidova je, što, kaj ti, Bog jedini znaje. Ne znam, ni da prašam, ni da ne prašam. Nikada nemam izdržku, dokumentaciju nemam, državljanstvo ne mi dava, a nemam para da vadim u Srbiju dokumentaciju, pa tu kad treba, najmanje 300 evra mi treba da završim ravnoto sve, pa dođem do malu penziju neku. Da imam. Навистина, сериозен ви е проблемот? Struja mi je problem, imam bidon, Имате видел. bidon da imam. A za jadinik će prekrpimo, će se snađim na ovo, će rabotam. Како се снаоѓате? Pa rabotam pripadom, koji mi je vikend za 200 dinara, 300 dinara, će rabotam dreska ljevične, recimo u kući, neko grom pričinavao da se napravi manča. I da se pravi manča, će iskrišten celo, će go frlje mi, džabe pare otidova. А не работи фрижидерот без струја? Ne raboti, ništa, Овде ли живеете? tuka živim. Ајде да видиме. Povedite. Навистина е темно. Na sveću sjedimo, na lampa, na tija bičerije male. Oni 2 dana će gore, ti više ne svetati. Sveće će kupimo, da imamo videlo samo. А каде ги полните батериите? Po komšije. Će dam na komšiju, bih napunio ako sakaš. Ovo. Бар да купите ден-два. Da, to je rabota. To je po komšiji će, ama niko ne dava struja. Vika skupa struja, vika. Тука ви Troši. поминува. Добар ви ден. Јас сум Оливера. Седите во темно? Ne, pa nemame sve struja.
Истината ми е темница. Со свети. Навистина Много се събрали тежко. тежко живеете. Мене ми е битно струя да имам видео. Да имам струя. Да гледам телевизор. Бакате, немате волја за ништо? Немам нищо волю за живот. Немам откаде, немам могущност, значи više. Болан sam, od kičmo boluje. Išli ja sam. Idem drva ki se soberem, na ovo koliko mogu da guram. I to je, idemo da se grejemo. Како наоѓате сила да отидете до таму? Pa polek. Ono 3 kilometra daleko od tuka. Čovjemo od Sabari, tamo će budem do 9:30 da se berem drva. Додека е порано, Da, dok se vide. дека се гледа. I se vraćam posle. To je. Кога легнувате? Samo da ima da se videlo. I da, koliko da večerame, da jadimo što ima. I se lenjamo u tamninu. U tamninu stane, u tamninu se digaj. Nema. Bez svetla ne mogu ništa zapraviti. Ako ima komunalne ljudi da mi pomognu da pustim struju, pa hvala jako, ima dobre ljudi. Семејството не учи на љубов. Така осознаваме дека постојат луѓе кои секогаш ќе бидат покрај нас и во добро и во лошо. На љубов и поддршка Мирослав и Маре Пекич ги растеле и воспитувале своите 5 деца. Двоевме од нашите усти за да ги нахраниме и направиме луѓе. Но еден потежок животен момент направи да останеме сами на милост и немилост. Не солзи ќе каже Мирослав кој, како сирак уште пред 45 години, од Србија среќата си ја бара во нашата земја. Имал тежок живот и како млад. Со сопругата живееле под кирија. Ја давал речиси целата заработка, се додека еден ден на подарок не ја добил куќата во Волково во која и денес живее како подарок од неговата сестра. За жал, денес посебно последнава година, Мирослав живее во темнина и без ниту еден денар приход. Болен оди до Лепенец за да собере дрва за да не измрзнат со Маре. Собира железо и стари работи за да купи леп кој мора да го намокри со водичка за да не се задави. Пари за налекар нема па, не мокте болката ја потиснува со мечтите кои ги сонува штом падне мракот. А може би од сите болки најмногу го боли отуѓувањето на неговите деца од него, кој како што ќе кажа тој, една година не го прашале како е и како преживува. Горан Ристовски потекнува од тетово и е единец на мајка и татко. Може би затоа, кога еден ден ќе основа свое семејство со благородна ќе посака повеќе своји деца. И ќе добие 5, но повеќето од нив ќе бидат со посебни потреби. 3 од нив ќе ги изгуби. Пред 7 години и покрај тоа што давал се од себе, сепак од нелошата болест ја губи и сопругата. И може би и до тогаш му било тешко. И едва и го минувале месецот како што вели тој, но после незината смрт веќе нема да има волја за ништо. Со минималниот месечен приход кој го добива работејки како клисар и оние од нега поради болеста на ќерката Славица, Горан едва и го врзува почетокот со крајот на месецот. Сам се бори, бидејќи двете деца кои му се живи не може да му помогнат, а куќата која ја направил со татка си како да е пресликана од некој хорор филм. Не за друго, туку поради темнината и сивилото на мебелот, кој од прво до последно парче е добиен преку донација. Или може би зашто откако ги нападнале болестите и смртта на најблиските, немале средства ниту за белење на зедовите. И гладта е чест придружник на ова семејство. Спас за задушување на истата наоѓаат само ако некој добар сосед им донесе за да го поминат денот. Сепак и покрај се, овие луѓе посакуваат, а и се надеваат дека може би еден ден и тие ќе бидат горди и ќе живеат убаво како и нивните соселани.